Со помош на Аллах Джелле Джелалуху и со помош на наше скромно знаење, ќе зборуваме за една порака на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, во која порака постојат 5 работи, 5 пораки кои пејгамбер алейхи селам им ги понудил на асхаби. Пејгамбер алейхи селам им рече на асхаби: мен јахуз минни хаулаил келимат, кој од вас ќе ги прими овие зборови од мене? Кога ќе рече пејгамбер кој од мене ќе ги прима овие зборови, тоа значи кој ќе ги прифати и да работи по нив. А штом пејгамбер ти гарантира и ти ги прифатиш, тогаш ти ќе бидеш негов припадник и жител во џеннет. Меѓутоа, гледај што вели пејгамбер алейхи селам: кој ќе ги прифати од мене овие зборови и да работи по нив, да работи по тие зборови. Не е работа ти да научиш намаз, само намаз не кланjаш. Научиш аџилак, не одиш на аџилак. Научиш зекат, не даваш зекат. Научиш ќе умрам, не се припремаш за смрт. Значи, верава не е теорија да ми цело време само зборуваме, кажуваме дрсо и колку сакаш. А на дело ништо. На дело ништо. Верава сака зборување и делување. Инна лазина амену ва амилу салихат, вели Аллах, они кои веруваат и прават добри дела. Ја верувам, имам чисто срце, ама немам дела, не се прима. Значи, ти ако веруваш, а немаш добри дела, не вреди. Мора да имаш и зборови и дела кои потврдуваат дека ти си муслиман. Пејгамбер после вели: ау јуаллиму, ако тој не може да ги практикува, барам нека го научи некој друг кој ќе работи по нив, кој ќе постапува по тие зборови. Кои зборови? Слушај сега. Ако човек ги прифати овие 5 зборови на пејгамбер алейхи селам, прво вели: иттакил мехарим такун а'баден нас. Чувај се од харами, чувај се од забрани, за да бидеш најпобожен човек. Побожен човек не гази ниту на мравка. Побожен човек не нанесува зло ниту на животно, ниту на немуслиман, а камоли на муслиман. А камоли на свој брат верник муслиман. Иттакил мехарим, чувај се од харами, чувај се од забрани, за да бидеш побожен човек. А побожен човек е оној, како што му рече Убеј ибн Кааб на Омер радијаллаху анху. Му рече: сакаш да бидеш побожен? Сакам. Дали си одел по минско поле? Дали си одел по пат по кој има трње? Рече: да. Како одиш по еден пат по кој има трње? Рече: пазам да не му боде некој трн. Минско поле, пазам да не нагазам на мина да ме експлодира. Верник пази што ќе рече со уста, да не навреди некого, да не понижи некого. Уајлу ликулли хумезатин лумезе. Тешко на оној кој клевети и кој се подсмева. Што е подсмева? Кој игра мајта со луѓе, кој понижува луѓе, кој се подсмева. Што значи подсмевање? Мајтапење, понижување, осрамотување на човек, да го посрамотиш. Аллах вели: тешко нему долина во џехенем за оној кој ги понижува луѓе. Замисли, Иса алейхи селам пејгамбер. Иса алейхи селам поминува по пат и пред него свиња. Иса рече: застанете, стоп, ајде помини. Така. Ти кажеш: ја Иса, на свиња и се обраќаш, ајде помини со благо. Зарем и свиња не е створение на Аллах? И Аллах е создал свиња, само нам ни забранил да јадеме.
Allah je sozdal. Allah je sozdal, ti ne smiješ da maltretiraš. Čuvaj se od zabrani da budeš pobožen čovjek. Второ, вели пейгамбер алейхи селам, وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنَّ أَغْنَى النَّاسِ. Биди задоволен со она што Аллах ти го дал, да бидеш најбогат човек. Биди задоволен со она што Аллах ти го дал, да бидеш најбогат човек. Бидејќи човек, колку да има, ако не е задоволен, тој е сиромав човек. Човек што не е заситен, што не е задоволен, што е алчен, тој е сиромав човек. Кој е богат човек? Тој што вика алхамдулилlah. Богат човек кој вика алхамдулилlah. Кој е задоволен со негова состојба. Биди задоволен со она што Аллах ти го дал, ќе бидеш најбогат човек. Мен лам јерда бил калил, ла јерда бил касир. Вели пегамбер сам. Кој не е задоволен со малку, нема да биде задоволен ниту со многу. Кој не е задоволен со малку, тој нема да биде задоволен ниту со многу. Затоа задоволство е во срце. Задоволство не е во материјално богатство. Има човек кој има работи, кој ќе видиш, ќе речеш јас да ги имам тие, ќе летам од радост. Како тој човек, тој кралот, имаше еден крал, имаше све, секој ден излезе на прозорец, гајни на секираси, а гледа еден градинар, бавча што му чисти, си пејт. Аллах, јас имам све, не ми такви да пеам, да се веселам. Тој скромна плата си пејт. И везирот, што му вели везирот, вика, сакаш да прекине да пејт? Како? Рече, стави му во кесе 99 златници. Земи едно кесе и во кесето стави му 99 златници. И викни го утре. И го викни утре. Дојди вамо. Рече, те гледам, ти си сречен, пееш, да, алхамдулилlah, имам плата за месец дена, жена здраве, деца здрави, алхамдулилlah, бимбери чатесен. Рече, јас крал имам се, неам среќа. Ностоп гајли на секираци и стресови. Еве ти ги овие париве, уште повеќе да бидеш среќен. Тој имаше скромна плата. Овој само дава 99 златника. И овој сега работи, ама трча побрзо дома да оди, да го отвори кесето, колку пари има. Видиш, што е проблемот? Човек, кои се подарежливи луѓе? Ако видиш во живот, ќе видиш дека некој има на помалу се подарежливи, тој нешто има многу. И оди дома тој градинарот што работи во кралска палата, бавчата што ме уредува, ги сипе парите на маса и ги брои 99 златника. Жено, еден фали, 99 беа, цела ноќ бара да не му паднал негде, сега мисли да ги направи 100, му е потребно 6 месеца да работи. Тој не може ништо. Оди утре на работа, се не пејт. Сега има друга амбиција во глава. Што? Имал 99, се како да ја направи 100, потребно се 6 месеци. Треба да шпарам, да не јадам, 1, 2, 3, 5. Гледа, не пее сега. Кралот се чуди. Тој прво немаше ништо, пееше, сега има 99, не пее. И му рече везирот, викни го пак. И везирот го викна. Рече, дојди вам, рече, зашто не пееш? А рече, сега, рече, мислам друга работа, што? А рече, ти ми даде 100 или 99, абе, што има врска поклон? На поклонет кој се гледат саби, поклон. Ама не рече, 100 да ги направам. На човек сега, види сега, човек, 100 да ги направи. Имам сретно човек, вика, ја работам, морам милион да направам, милион. Му влегло во глава милион. Тој може да ги направи, ама нема да ужива. Во живот, ако ти работиш, запамти го. И ова го вели еден научник, се вика Дел Карнеги во негова книга Психологија на успех. Тој вели, не е во живот само да работиш. И не е во живот, ќе работам да стигнем 6 години да влезам пензија. Што ќе пензија? Ако умреш одма утре, не дочекаш пензијата да трошиш. Абе, биди радосен и весел, секој ден да уживаш. Секој ден да уживаш, така. Да погледнеш, алхамдулилlah да речеш.
И рече кралот, значи, вистина пари го прават човеку, наместо да ужива, тој од 90 да направи 100 и нема мисли да ужива. Затоа биди благодарен да бидеш најбогат човек. Трето, му вели пејгамбер алейхиссалам, ахсин ила джарике текун му'мина. Постапувај добро со комшијата да бидеш верник. Постапувај добро. Ахсин, чини му добро. За да бидеш верник. Зошто? Хајрул джирани инда Аллах, хајрул джирани фи дуња. Оние кои се добри комшии на дуња, тие ќе бидат најдобри комшии на Аллах. Види како е се работава. Како е работава верска наша, исламска работа. Ти го му даваш на сиромав човек, му даваш на сиромавиот или даваш себе? Ти го му помагаш некому, колеш курбан, за кого колеш курбан? За сиромасливе? Не, бе, сиромасливе не да диш овчо. Го фрла во рачон, им смрди се лакуче, им смрди. Додека му се свари, вика, немам рачон да го варам. А здисано време е. Значи, ти колеш курбан за себе, ти делиш садака за себе, ти помагаш за себе, све што правиш за себе. Ама, за да бидеш добар комшија кај Аллах, треба да бидеш комшија на дуња. Четврто, вели пејгамбер алейхиссалам, ахиббе ли наси ма тухиббу ли нафсик такун муслима. Посакај на луѓето добро како што посакуваш за себе. Е, тогаш ќе бидеш муслиман. Посакај на луѓето она што го посакуваш за себе. Ќе бидеш муслиман. Ако некој е богат, дали ти зел од рискот? Не. Ако е богат, имаш штета или имаш корист? Од богат човек може да има штета? Не може да има штета. Тој може да ти помогне. Барам нема да дојде да ти побара. Неговата среќа нема да те намали твојата среќа. Ние сме сите родени со риск. Што мислиш ти? Рискот во рацете на луѓе, уште ко си бил и ко сме били во стомак на мајка, во 4-ти месец дојде мелек. Во 4-ти месец, 120 ден, во стомак на мајка. Дојде мелек и му рече на Аллах, о Аллах, што да пишам? Рече, пиши му каков риск има. Тебе ти е запишан риск. Ти правиш што сакаш, некому сакаш да му скратиш риск, да му го земеш риск, да го истераш од работа, мислиш ќе му го земаш риск. Не можеш да му го земеш. Рискот му е загарантиран од Аллах. Во фис семаи рискукум, ома туадун. Вашиот риск е кај Аллах во небо. Ама Аллах ќе пушти луѓе да ти го донесат рискот. Пошто Алија радијаллаху анху рекол, риску рискан. Има два вида на риск. Има риск што ти треба да одиш са бајле на работа. А има риск што Аллах ти го загарантирал и тој што ти го даде Аллах. Значи не можеш само да се потпреш на себе. И Муса беше пејгамбер, ама Аллах што му рече, кога дојде Муса со Бену Исраил, зад него фараон со војска, пред него море. И на нему реку, нема спас. Тие рекоа луѓето, пред нас море, ќе се удавиме, зад нас војска ќе не заколе, чаре. Муса види имам што е вера во Аллах. Кај никогаш. Инне меј рабби сеједин, Аллах со мене ќе ме упати. И Аллах што му рече? Фадриб ил бахр. Удри со стап во море, Аллах го раздвои море. Ама можеш да му рече, о море, одвој се. Ама Аллах што вели, удри, значи ти да удриш, ти додиш са бајле на работа. А рискот Аллах што даде. Ама дома да седиш и риза ти дојде. Ето е, оние што се болни сакат тие. Мерјам, која го роди на Иса, алейхиссалам, во сура Мерјам, го роди на Иса, алейхиссалам, слабо. Немаше никој. Таа излезе надвор од град. Зошто? Бидејќи беше срам, нема маж, а роди дете. И луѓето што ќе речат, блудничка ќе речат. И беше гладна, се породи сама. И Аллах што вели во Куран? Вика, и потресија палмата, би џизеи нахл, ту сахит алейки рута менџерија. Ти потресија палмата, Аллах ќе нареди да падна турми. Таа може палма дебела да тресе жена, тој момент родила,
од неа бебе излегло, има кувета да тресе, ама ти мрдни. Аллах вели, ти мрдни. А јас сум тука за риск. Затоа посакувај на луѓе добро, ако се гашалте добро. Нивната среќа нема да намали твојата среќа. Нивното богатство не ти го зема твоето богатство. Посакувај добро да те погоди добро. И пето, ла туксир дахк. Немој многу да се смееш. И дахк на арамски има две работи. Има насмевнување и смеење. Дахк, смеење, значи човек да се смее со полна уста, како ненормален. Човек да се смее тубо, со ведро лице, пегам рекол да се насмееш во човека е сабак. Зошто би речи, луѓе кои се смеат, нон-стоп со отворена уста, со полна, тие се шегажи. Тие не се сериозни луѓе. Не се свесни. Што еден човек се смееше и е будер деден асхаб му рече, абе што се смееш бе? Имаш гаранција ќе умреш со иман? Имаш гаранција ќе го поминеш сират? Имаш гаранција ќе положиш лесно рачин во гроб? Имаш гаранција ќе одиш во џеннет, па се смееш како распашан? Кој за смење? Смеј се умерено како човек. Ла туксири дахик, фе инне катрати дахик тумитул калб. Немој да претеруваш со смење, бидејќи смењето го умртвува срцето. Види, кога е за смење, смење. Кога е за плашење, плаши. Ама умерено. Ти умрел близок. Солзи стечат. Срце жали. Ама не да ги кубеш коси. Не да ги кинеш алишта. Тоа е харам. Тоа е забрането. Пегамбер кога умре син му Ибрахим плачеше. И Абдурахман ибн Ауф еден асхаб рече, ја Расулаллах, и ти плачеш? Па и пегамбер бил човек. И пегамбер бил од крв и од мес. И пегамбер имал солзи. И пегамбер имал тага. Од 6 деца, 5 деца ги закопал пред него. Нешто че за родител, кој има така умрено, Аллах да молести, родител да го закопа дете пред него. Тоа е голема болка. Пегамбер од 6 деца, 5 деца ги спушти во гроб. Ама што рече? Иннел ајне ле тедмеу. Окото само плаче. Срцето само жали. Ама ние нема да изговориме ништо друго, освен оно што Аллах е задоволен. А што е Аллах задоволен? Инна лилахи ва инна илейхи раџиун. Ние сме Аллахови, ке Аллах се вратиме. Аллах дал, Аллах зел, Аллах дај ни сабур, Аллах дај ни иншаллах да не споиме у џеннет. Тој е муслиман. Не зошто ми го зеде Аллах како? Нема зошто. Тој дава, тој зема. Овие се 5 пораки на пегамбер алейхиселам, кој ќе ги примени блазен е. Да бидеш добар комшија, да бидеш оддалечен од харам, да бидеш задоволен и да посакуваш добро на луѓето и да бидеш човек кој има линија, кој има дисциплина, кој нема да биде претерано шегаџија, има и тапчија, туку ќе се однесува во секое време како што доликува Асидна Мухамед алейхи ва сахби аџмаин.